Dobar ден, драги ученици, добре дојдовте во училница на час по македонски јазик. Јас сум Бурбуќа Алиу, предавам македонски јазик во основно училиште Истикбал Тетово. Ова видео настава е наменето за ученици од 7 оделение. Цели што се предвидени за овој час се учениците да стекнат навика за читање литературно дело, да внимават на интерпункцијските знаци, поттикнување на учениците за активно слушање и разбирање на македонски стандарден литературен јазик, проширување и збогатување на речникот со нови зборови и изрази, да се успособат учениците за елементарна анализа на текст, да ги воочи главните елементи во текстот како што се ликови, време, место, тема, идеја, анализа на ликови и слично, да извлекува главни животни поуки и пораки од поставките на истите, да откриваат, воочуваат и идентификуваат придавки во расказот. Обработка на текстот во продавницата за чевли во страна 94. Во продавницата за чевли слушнав интересен разговор. Го залепив увото на вратата, а окото на клучалката. Ние сме кожни, длабоки чизмички. Во сите бои не има. Црвени, бели, сребрени. Меки сме доволно длабоки и топли за да ги заштитиме од снег и студ носите на нашите господари, се фалише еден пар чизмички. Нас повеќе не бараат, зашто лесно се виткаме и со вода се миеме, и нас не има во сите бои, иако сме гумени. Само се фалите, ние сме платнени и плитки чизмички, нас не носат кога е сончево и не е многу студено. Јас сум порцеланска чизмичка и затоа сум мошне барана. Во мене луѓето ставаат цвеќе, а цвеќе треба да има во секој дом. Сите обувки погледна на кај вазата и молкна. Значи сега да ве прашувам, драги ученици, какви чевли носиме во есен? Значи во есен ние носиме гумени чизми, а какви во зима? Во зима треба да носиме кожни чизми. Дали некогаш сте купиле одличен пар чевли во продавница? Се надевам дека да, сите. И сега ќе читам пред вас изразно за чизмичките. Кожни чизми. Ние сме кожни длабоки чизмички. Во сите бои не има. Црвени, бели, сребрени. Меки сме доволно длабоки, топли, за да ги заштитиме од снег и студ нозете на нашите господари. Се палеше еден пар чизмички. Гумени чизми. Нас повеќе не барат, зашто лесно се виткаме и со вода се миеме, и нас не има во сите бои, иако сме гумени. Платнени плитки чизми. Само се фалите, ние сме платнени плитки чизмички. Нас не носат кога е сончево и не е многу студено. Порцеланска чизмичка. Јас сум порцеланска чизмичка и затоа сум мошне барана. Во мене луѓето оставаат цвеќе, а цвеќе треба да има во секој дом, се слуша тенок глас од крајот на една витрина. Прва слика, значи кожни чизми. Кожните чизми заштитуваат од снег и студ. Во втората слика имаме гумени чизми. Гумените чизми лесно се виткат и со вода се мијат. Третата слика, платнени чизми. Платнени и плитки чизми се носат кога е сончево и не многу студено. И четврта слика, порцеланска чизмичка или ваза. Во порцеланската ваза луѓето ставаат цвеќе, затоа што во секој дом треба да има цвеќе. Порцеланската ваза ги замолкна сите чевли, велејќи дека таа е мошне бара, затоа што во секој дом треба да има цвеќе. Да ги пронајдеме придавките во расказот. Значи, како што може да забележите, има интересен разговор, кожни, длабоки чизмички, црвени, бели, сребрени, меки, длабоки, топли, гумени, платнени, плитки чизмички, порцеланска чизмичка и мошне барана. Овие се придавките што можеме да ги најдеме во расказот. Се надевам дека ви се допадна овој расказ за чизмичките и ви благодарам на вниманието и ви посакувам успех.